Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Како јавност, сведоци сме на двојните аршини на судот. Судот подлегна на политичките притисоци на СДС. Судот не успеа да се издигне над заканите од СДС за реизбор на судии. Судот не се спротистави ниту на поделбите кои ги прават преку медиумите блиски на СДС, прогласувајќи одговорни и неодговорни судии, односно судии кои судат како што сака Зоран Заев, СЈО, и судии кои што судат врз основа на докази. Секој што суди по закон, а не политички, го прогласуваат за неодговорен, го прозиваат и станува предмет на закана. Судот од една страна отфрла силни аргументи на одбраната на ВМРО-ДПМН и носи политичка одлука за мерки за предпазливост, а од друга страна го ослободува Заев во чист случај каде што е фатен жив како изнудува подкуп од 100.000 евра и истиот е на слобода. Очигледно е дека судот потпадна на политичките притисоци на СЈО и СДС. СДС преку политичкиот привезок СЈО гони стотина лица од ВМРО-ДПМН, само затоа што им стојат на патот на антидржавната и деструктивна политика. Почитувани, ако постоеше правото и правдата, немаше суд кој би го вратил пасошот на Заев за дело како подкуп за мито од 100.000 евра. Затоа овој суд сега треба да одговори по кој основ на ваков човек му беше вратен пасошот и е сега на слобода. Во тој случај, судот не само што не ја спроведе, туку остана нем на понижувањата од Зоран Заев додека се сретнуваше со соработници од амбасадите. Јавно говореше дека не го признава судот, не јавувајќи се на рочиштата. Овие двојни аршини се лош пример за судскиот систем во нашата држава. Одлуката на судот да ги одземат пасошите на функционерите на ВМРО-ДПМН е гола политика, изнудена преку политички притисок. Сето ова Зоран Заев го прави со единствена причина да се спаси од криминалите во кои тоне и да си ја заврши антидржавната агенда. Конечно, со политичките притисоци кои ги прави врз судот, Зоран Заев нема да може да избегне од одговорот кој им го должи на граѓаните, а тоа е одговорот на најважното прашање: кога планира да го смени името на државата?